Ова утро ќе поразговарам најпрво со пресекот на денот, односно ќе направиме пресек на денот со мојот колега Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро и за тебе. Добро утро и за тебе. Пролетни температури и жешки теми. И земјотреси. И земјотреси, да. Каква е оваа конотација, како можеме да искоментираме? Па некако како природава да се бунтува за се ова што се случува на политички план во светот во интерес на времето и на оној новинарски формат кој го запазуваме. Утринава имаше силен земјотрес во Таџикистан, тоа е една држава поранешна Советска република, каде се уште се брои, се гледаат материјалната штета и евентуални жртви. За сега, колку што успевам да видам, не е објавено. Силен земјотрес уследува откако имаше серија помали потреси во соседен Иран. Претходно имаше нели оној во Турција, кој денеска билансот се искачи над Турција и Сирија, велам, се искачи над 50.000 загинати, каде што спасувачките екипи се само веќе локални турски, бидејќи меѓународните се повлекува поради тоа што рокот за преживење евентуално е истечен. Така да имаме една чудна климатска состојба во светот што се однесува до климата. Топло едно се најавуваат повторно ниски температури, колку што успеав да видам. На Балканот, да. На Балканот, во Србија, во и во Хрватска. Тие најавуваат, мада и денеска им е топло, така велат барем нашите колеги од другите телевизии. Но што се однесува до политичкиот дел, таму ми се чини многу незгодна климата и состојбата. Климата никогаш не била поблиску до некој поголем светски конфликт од Втората светска војна, велам. Денеска е 364-тиот ден од руската војна инвазија, утре е годишнината. Во пресред на годишнината имавме пораки од првиот Бајден, кој не кеше да оди и демантираше дека ќе оди во Киев, но сепак отиде во Киев да не најавено излезе во светската не најавено упати пораки. Па добро, пораките можеме да ги толкуваме на три начини. Први, силна порака до Украина дека НАТО стои зад неа, силна порака до Русија дека САД и НАТО ќе одат до крај во одбрана на Украина. Но и од трета страна, следната година, морам да ги информирам граѓаните доколку не знаат гледачите, имаме серија на избори, имаме председателски избори во САД, имаме председателски избори во Украина, имаме во Европски парламент, мислам, има една низа на избори каде што Бајден може да се толкува дека отиде во Украина и ради тоа, ради внатрешна употреба, бидејќи има еден детал, а тоа е дека пред да отиде во Киев, Русија беше информирана од САД дека ќе оди таму и тој ден магично Киев беше мирен. Што само укажува дека се уште има некоја комуникација меѓу овие две големи суперсили. Но тука беше и Путин, тој се обрати пред јавноста. Се објави Путин. Тоа го коментиравме. Вчера имаше прослава на московскиот стадион за војниците кои се борат во Украина. Имаше еден хепенинг спектакл. Бевме сведоци на една еуфорична поддршка на граѓаните на Русија кон Путин. Практично може би има цензура, не знам, но ако многу работи не се исполнија на Русија во оваа воена интервенција во Украина, Западот па очекуваше немири во Москва и опаѓање на поддршка на русите кон Путин, но очигледно засега вешто Путин и натаму ја има поддршката, па на некој начин се доби впечаток, еве јас како гледач, дека русите ја поддржуваат целава ова политика на Путин. Што може Дејан да очекуваме на денот на годишнината? А таа политика, ќе продолжам, Путин веќе најави се повлече од Старт 2, но она што може би сега у фокусот на вниманието од вчера е одлуката да го поништи декретот со кој Русија делумно ја поддржуваше целовитоста на една исто така поранешна Советска република Молдавија, која пак е поделена на Приднестровје, рускиот дел, која е веќе автономна област, и оној останатиот дел на Молдавија кој сака да оди кон запад. Што точно значи овој чекор на руската дума? Приднестровје значи живеат граѓани руси, живеат руси, има добри рудни богатства, не знам колку знаеш, во Приднестровје е најголемиот извозник на електроелементи или така нешто, има фабрика, така да е многу важна, иако е мала и сиромашна, има руски воен гарнизон од околу 2-3 војници. Едната идеја, практично теза е дека русите
ќе ја освојат и ќе го отцепат делот од Молдавија, што овој указ на Путин укажува на тоа, но другата е дека украинците би можеле утре да ја одбележат годишницата од воената инвазија врз Украина и да се одмазнат на Русија, извршувајќи напади, земајќи го Приднестровје во Молдавија. Тоа не знам каков чекор би значило, но би значило голема ескалација на состојбите, особено што украинскиот генералштаб утринава најави дека наскоро ќе има воена офанзива на украинските сили, а во оној дел каде што се очекува да има украинска офанзива, тоа е јужниот дел кај Херсон, за некоја логика и некои најави се дека украинците со 50.000 војници ќе влезат и ќе навлезат на Крим. За сега немаат доволно сили, па шпекулациите се подгреа дека можеби Украина ќе направи и изненадувачки потег и ќе го освои Приднестровје, па ќе чека реакција од Москва. Колку тоа возможно да? Па се покажа дека се возможно. Дали украинската војска и армија може да истрпи вакво расчелечување нејзино на повеќе фронтови во Украина? Говорам да ги одбрани своите позиции на истокот, доле на југот. Украинската армија има голема поддршка од западните земји, тоа не е официјална, но е поддршка. Меѓутоа има и големи број на људски загубени животи. Да, но има и Русија. Знаеш, сега ако земе колку што Украина не смее да си ги разделува силите за да одржа одредени позиции, така се случува и со Русија. Русија веќе има најави дека ќе нападне од Белорусија кон Киев, има најави дека ќе оди на Запорожје, ќе ја подели Украина на пола. Има најави дека планира да ја освои од Одеса, тоа е оној приморски град доле. Сите логики се во игра, руската логика дека би можеле да го отцепат Приднестровје и Молдавија, има логика бидејќи ќе се спои со Одеса и така ќе биде заштитен целиот јужен дел. И Украина и официјално ќе стане држава која не излегува на море, бидејќи по Азовското сега ќе го загуби и Црното море, пристаништата. Од друга страна, Украина може да направи напад, се работи за гарнизон од 2000 војници во Приднестровје. Тоа не е некоја голема тежина за една армија како што е украинската, која е година денок војна и веќе е влезена у тој воен, да кажеме, у таа воена динамика. Ќе видиме што ќе се случи утре. Украинците стравуваат дека Путин утре може да направи одмазнички напади, да бомбардира Киев, да бомбардира се и се што, а може и нема да се случи ништо. Уште едно кратко прашање, нели, во интерес на тоа што гостин од наш веќе пристигна во студиото. Дејан, навршува година дена, меѓутоа во јавноста се извади некои информации за мировни планови, што е добро од една страна. Медиумите забележуваат дека постои некаков си украински мировен план, но меѓутоа има и кинески мировен план. Имено украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба денеска изјави, поточно вчера, дека знае за клучни елементи кои се на кинескиот мировен план, но и дека ќе треба да го види во целост документот пред да има формално мислење. Кинескиот мировен план, вчера беше министер за надворешни работи на Кина во првиот министер, таков вранг имаат во нивната влада, пошто е тоа голема држава, кај Путин. Се случија две работи. Прво се утврдија сојузништвото помеѓу Кина и Русија, што Западот не го гледа благонаклоно, бидејќи само 2 дена претходно беше укорена Кина да не ја помага на Русија, што значи дека вчера министерот за надворешни работи на Кина веројатно нешто и ветил на Путин. Што се однесува до кинескиот мировен план, во него има веќе две фалинки. Едната од тие е дека Русија мора да ги врати регионите кои претходно ги има заземано. Што тоа значи? Тоа значи дека и Крим треба да го врати. Тоа е неприфатливо за Москва. Од друга страна, Украина треба да се согласи дека нема да влезе во НАТО и дека ќе се демилитаризира. Тоа се двете точки што е неприфатливо за Киев. Практично ми се чини дека планот на Кина, мировниот, е повеќе да е тука во меѓународната политика присутна, но може би беше и на некој начин димна завеса за тоа зошто првиот министер за надворешни работи на Кина отиде да се види со Путин. Сепак, иако се работи за Кина, мора да има некој алиби пред меѓународните партнери, особено Западот, со кој сакалне да признаат или не имаат огромна трговска размена. Токму така. Дејан,
Ти благодарам за ова твое кратко денешно видување на случувањата во Во светот. интерес на времето. Во интерес на времето, секако. Тука некаде на гледачите ќе им посакам да останат со емисијата Утрински печат под краткиот джингл и рекламите. Одиме со мојот прв гостин во студиото за денеска.